Господин Новаковски, добре дојдовте во прес-центарот на Медиумската информативна агенција. Ве поканивме да одговорите на неколку прашања кои што се поврзани со промената на изборното законодавство. Нешто што се очекуваше од нас од поодамна, ако можам да кажам. Работната група која што беше формирана во Министерството за правда треба да се конституира следната недела. Најверојатно тоа ќе се случи на 3 мај. Вие сте човекот кој што треба да ја предводи оваа работна група. Кажете ми кои ќе бидат приоритетите на оваа работна група и што ќе биде она на кое што ќе се посветите најнапред? Најпрво благодарам за поканата. Точно е дека ќе ја предводам таа работна група. Јас бев повикан од страна на Министерот за правда и ја прифатив. Сега приоритетите кои ќе се треба да ги утврдиме заедно сите. Јас само ќе ја предводам, значи таа работна група транспарентно мислам да се работи за да се дојде до одредени усогласувања, прво со забелешките на ОПСИ и ОДИХР, кои се провлекуваат низа изборни циклуси и многу се исти, но секако не се превземаат навреме промени за да се усогласат. Исто така таму има и една забелешка во која се бара да се размисли и да се направи нов изборен законник, така да приоритетите и начинот на работа ќе утврдиме сите заедно, значи најтранспарентно, најодговорно, бидејќи јас ќе делувам само како експерт во таа работна група, немам никакви проблем со влијанија, бидејќи сите ќе се присутни тука и ќе може да ја следат. Најбитно е да направиме нешто конечно, за да се усогласиме со забелешките, за да не се повторуваат и тоа да се направи навремено. Европската комисија и ОПСИ ОДИХР има забелешки во делот на избирачкиот список, односно во однос на недостатокот на стандардизација на податоците и усогласување на интероперабилноста меѓу институциите. Дали избирачкиот список ќе биде меѓу првите прашања на кои што би се фокусирале во оваа работна група? Кое е вашето мислење во однос на оваа констатација која што е спомената и избирачкиот список со години наназад е во фокусот не само на медиумите на јавноста, туку и во фокусот на политичките партии. Се чини дека тоа е една од, како да кажам, и алатките за предизборно и поизборно препукување. Па јас не мислам дека приоритет ќе биде избирачкиот список, со оглед да околу избирачкиот список мислам треба да се остави простор, да се размислува, бидејќи направени се во изминатите години низа промени. Тука може да се види околу надлежноста на Државната изборна комисија и соработката со другите органи. Најповеќе алудираат на тоа во тие забелешки, бидејќи комисијата како комисија сметам дека не е во можност сите тие надлежности да ги врши без да има една соработка која ќе биде заснована врз основа на одредени чисти позиции. Бидејќи во законот стои дека е потребна соработка, но јас би сакал да кажам дека има забелешки ОПСИ ОДИХР кои се многу посуштински, бидејќи избирачкиот список се користи како алатка, знаете веќе подолго време, и не би сакал уште од старт да се блокира со избирачкиот список работата на комисијата. Затоа што тука е одредено, надлежностите се превземени целосно од Државната изборна комисија, капацитетите на ДИК исто така се спремни, нели воведоа и некоја технологија нова со фингерпринтовите и сето тоа ние ќе го разговараме, но сепак треба да почнеме дел по дел, а тоа е значи суштинските забелешки кои се провлекуваат повеќе изборни циклуси. Например, според вас, вие веќе споменавте, но... Например, има забелешки каде што сметаат дека се прекршени копенхашки критериуми, што е тешка забелешка. Значи, ние подолго време не сме имале
а во задните изборни цикуси се повторува таа забелешка, а тоа е за еднаквоста на правото на глас, пример. Ето тоа. Второ размислување е како да се поедностави изборниот законник, за да не биде тој, видите, од толку измени, изборниот законник е направен тежок за разбирање во однос на тоа што многу работи се само вметнувани и доаѓа до различно толкување. Исто така, тука е за прашањето, например, на ефикасноста на жалбената постапка, начинот на работа, роковите, бидејќи вие невозможно е тие рокови, а секој се повторува да невозможно е да се исполнат тие рокови. Значи, има забелешки околу начинот на финансирање, околу извештаите кои се добиваат, кој е надлежен, како е надлежен. Сите тие работи треба стојат во конечниот извештај на ОДИХР и работната група треба да се ориентира на тоа. А во однос на прашањата околу изборниот модел, тоа веќе се прашања кои работната група може да ги разгледува по нечија иницијатива, бидејќи во работната група ќе има представници на политички партии. И мислам дека ќе се отвори такво некое прашање, али сепак тоа е одлука на политичките партии во парламент на крај и во однос на предлагачот, тоа е владата и преку Министерството за правда. А работната група може да ги согледа од стручен аспект сите позитивни и негативни на тие модели, ако се отвори тоа прашање. Во однос на првото прашање што го кажавте, во однос на еднаквоста на гласовите, дали мислите на некакво прекројување на изборните единици, бидејќи нели дел од политичките партии имаат забелешки дека бројот на гласови што треба да ги добие одреден пратеник, односно одреден за да стекне политичката партија да добие мандати е различен во различните изборни единици. Па мислев на тоа. Значи ние имаме сега пропорционален модел со 6 изборни единици. Да. Така? Да, точно. И забелешките се тука од ОДИХР, јасно, со тоа се повредува критериум кој е многу битен, тоа е еднаквоста на правото на глас. Значи, за да се стане пратеник, во некои изборни единици се помалу потребни гласови него во други. Значи, тоа прашање мора да се отвори. Нема бегање. Јас сум таков, мислам дека прашањата треба да се отвараат, а да не се искомплицира треба со некои, например, барања кои не можеме да ги оствариме во тој рок. Бидејќи изборите се 2024-та, значи треба да се направи напор во текот на оваа година веќе тие измени да бидат завршени. Добро, рокот што го дава ОДИХР, односно не што го дава, туку рокот за кој што смета дека е доволно долг за администрацијата, зборувам за изборната администрација, да се адаптира на нови измени. Нови изборни е од 1 година до 6 месеци. Сега, дали вие ќе стасате, односно дали оваа работна група со оглед на се ова што го зборувавме, со оглед на сите работи што условно кажано во моментов разговараме дека би требале да се вметнат во новиот избор, односно во измените на изборниот законник, се извинувам, дали има доволно време за работната група да ги постигне тие договори, па потоа тие да отидат на собрание, да се донесат во една редовна постапка? Сметате ли дека до следните избори кои што се следната година, односно имаме нели и парламентарни и председателски избори следната година, дека може ова да се случи? Видите, јас можам да ви кажам дека од моја страна ќе биде направено и е предизвик, дека јас сум работел како член на тие работни групи за измени на изборен законник, земено од 2002 година, па кога беше и кодифициран 2006, значи во тек сме со сите измени, но секако на тоа прашање ќе ви одговорам после првите средби и после начинот на работа, бидејќи не би можел да кажам дали сите ќе се надевам ќе имаме добра намера, а однос на прашањето кое е поврзано со одлука за промена на некој работи во изборниот законник кои засегаат во сферата на
постигнување, на пример, барем мал консензус, бидејќи некои ќе се неспорни, то тврдам. Него може да се застане на одредени прашања каде што ќе змеша прсти политиката. Тука не можам јас да гарантирам дали ќе оди брзо или споро. Во оној дел експертскиот каде што мислам дека треба да сме сите согласни, тоа мислам дека ќе оди брзо. Да, господин Новаковски, ја споменавте политиката, секогаш на крајот политичките партии седнуваат и разговараат за овие прашања кои што се поврзани со изборите. Или секогаш било до сега, верувам дека и така ќе биде и сега, но тука имаме сега една специфична ситуација, бидејќи најголемата опозицијска партија не предложи свој член на оваа работна група, но од друга страна нивни пратеници изјавуваат, односно координаторот на пратеничката група кажа дека они ги прифатат, дека ќе ги прифатат измените во изборниот закон кои што се однесуваат на забелешките на ОПСЕ ОДИХР. Според вашето мислење и според досегашните информации што ги имате, може ли да предизвика одредени проблеми, односно се спори легитимноста на сите решенија што ќе излезат од оваа работна група, имајќи предвид дека најголемата опозицијска партија нема свој представник во оваа група? Видите, јас сум оптимиста и мислам дека, познавајќи ги и луѓето кои се таму, дека нема да има проблем работната група во однос на промените на изборниот законник кои се за добробит на изборите и кои се поврзани со забелешките на ОПСЕ и ОДИХР. Во однос на неучеството, јас не можам ништо да кажам, бидејќи јас не сум информиран, а кога ќе се информирам, може да го коментирам и се надевам дека сепак ќе се смогне сили оние измени кои не се спорни да се направат од сите, а во однос на тоа на крај кој го предлага законот и измените ги предлага владата преку Министерството за правда. Тоа значи дека сепак одговорноста ќе биде да се и владата е добро што е формирала работна група за да може тој закон да оди како предлог со една добра експертска група која ги дала своите предлози и го направила тоа и да биде со голем консензус. А сепак одредени прашања кои се поврзани со работата на парламентот, тоа ќе се види во парламентот. Али сепак мислам дека постои добра волја и добро е што се отвара ова прашање и мислам дека ќе се направи све што треба, па и ВМРО-ДПМН како најголема опозицијска партија, мислам дека јавно што изјави дека ги прифаќа, ќе ги прифати тие забелешки, мислам целта на работна група ќе биде и тоа. Така да очекувам и да се уклучи во работата ако ова ме информирате дека не прифатиле. Јас тоа конечно не го имам како сознание. Господин Новаковски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и се надевам и ви посакувам да имате успешна работа и навреме да бидат донесени овие изменени изборниот закон. Благодарам, се надевам дека све ќе биде во ред. Благодарам.